Поштовани гледачи, добродојдовте во уште едно издание на емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал ВИС. Почнуваме со една интересна тема, колку земјоделството може да биде бизнис. Погледнете за што станува збор. Поштовани гледачи, еве во ова издание на емисијата Бизнис Лаб ќе ги споиме бизнисот и земјоделството. Колку одредени земјоделски гранки можат да бидат погодни за развивање на бизнис и да представуваат поле за домашни инвестиции. На гости сме во Сдруженијето на тутунопроизводители Јака од Струмица и разговараме со председателот Станчо Андонов. Господин Андонов, може ли тутунот да биде бизнис? Тутунот како индустријска култура е присутен во Република Македонија повеќе од 100 години и полека година со година добива карактер на трговска стока, стока за пазар, стока за берза, така да го губи карактерот на култура за социјални потреби. Така да нема веќе да биде социјална култура, него ќе биде стоков производ со кој што тутунопроизводителите, односно земјоделците, ќе си го обезбедат својот доход. Како потврда на ова можам да кажам дека годинашното производство во Република Македонија, кој што бележи негде околу 23.000 тони, или во Струмица и источната регија околу 5.000 тони, како тип Прилеп, и 2.000 и нешто тони како тип Јака, зборува дека производството повторно се враќа од 13.000 тони кои што имаме пред неколку години, еве ова година бележиме 23.000 тони во Републиката. Резултатите кои што се постигнати се задоволителни, дури и повеќе од тоа. Забележавме цена од 217 денара, заедно со субвенциите кои што стимулациите и премиите ги добиваме, ќе имаме цена негде повисоко од 290 денара по кило тутун. Тоа зборува дека веќе не е социјална култура, него е култура кој што обезбедува доход. Така. Дали тоа значи дека земјоделците сами ќе бидат доволно мојкни да го окрупнат и зголемат производството, или може тука да влезат во план за другите, или пак некој инвеститор кој што, да речеме, има доволно капитал и кој што може да им помогне во, се разбира, модернизација на производството во делот на засадување, па и целосно до краен продукт, додека да влезе кај откупувачите подготовка на тутунот? Ова на некој начин во Западна Македонија е поприсутно, бидејќи се поголеми фамилии, имаат повеќе површини, да речеме таму имаат можеби најмали од 10 до 15 декари, што кај нас не е случај. Кај нас е случај, да речеме, просечно производство 4,5 декара, најава за окрупнување барем кај индивидуалците нема за сега. Меѓутоа интерес од фирми има, еве ова година, да речеме, имаме покрај досега традиционално присутните уште една нова фирма која што не е позната за Струминскиот район и една која што сега се враќа, беше присутна пред некој ден, пред неколку години. Значи, во сферата на откупувачите и организаторите на производството има интерес и на некој начин тие преку светските берзи се укрупнуваат. Кај производители сега за сега нема. Се прават напори, се прават земјоделски прстени, се прават напори да се укрупниме и тоа за сега нема. Рековте дека годинава ќе има два нови откупувачи. Колку се законските рамки доволно тесни да не има возможност на откупувачите да манипулираат со земјоделците? Не имавме ситуација кога на одземена лиценца, на неисплатени пари кон или задоцнети пари кон тутунарите. Каква е тука ситуацијата? Па јас во замислата пред да го почнеме разговорот сметав дека треба малку покасно да го кажам ова, меѓутоа бидејќи имам прашање, би одговорил следното. Чуден е интересот кај производителите за склучување на договори и кампањата која што е за издавање на евидентни листови, што значи дозвол за производство на тутун, ова година како резултат на порано завршениот откуп кој што треба да биде 15 марта, заврши со крајот на јануари, некоја навала, некој интерес има за заклучување на договори што не ценам дека е правилно. Тутунопроизводителите треба прво да чекаат да се произнесе сојузот по таа проблематика, сојузно сдружение на тутунопроизводители и ние како општински здруженија, бидејќи имаме фирми кои што се нови, кои што ние буквално не ги познаваме. Може се најдобрите фирми, меѓутоа не ги познаваме од аспекта
нивната солвентност, колку се тие солвентни, колку тие можат да го издржат тој ферплей договор кој што ќе го направат, да не им се случува струмица табак, да ја потенцирам. Луѓето направија договори, после не знаеа кај да го дадат тутуно и го дадоа по богателни цени за типови кои што имаат далеко повисоки договорни цени од колку што беше откупот. Значи, нека биде ова апел. Производителите да си земат дозволи за производство на тутун, меѓутоа да не брзаат, дури Сојузо не се огласи по ова. Еве, например, иако во закон има одредница вели, договор може да склучаат фирми кои што добиле мислење по договорот, по текст на договорот од Сојузот. Никој досега ни побарал, ни се брза, затоа што до 10 април има многу време. Фирмите не се брзат, производителите се брзат. И на крај, кога ќе дојде откупот, ги поистоветуваат откупна цена и договорна цена и ударот е на здружение што најмалку се криви. Ова година имаме 217 денара. Одлично. И со субвенциите кои што ќе ги исплаќаат сега и за 17 година ќе имаме, да речеме, 63 денара во денари кажано, плюс пари по килограм само по оваа одлука на владата, што за 17 година треба да исплати прва класа 80, втора 70 и трета 60. Така. Еве ги спомнавте и измените кои што во делот на субвенционирањето пред некое време ги најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Побаравте време да ги разгледате тие промени. Што мислите, дали оваа класификација и поделба на субвенциите на 3 нивоа ќе придонесе од една страна за подобра приходна страна на тутунопроизводителите, а од друга страна да ги поттикне, да ја поттикне оваа индустријска култура и земјоделците да ја произведуваат? Новата класификација во тек што треба да се прави, колку класики има, и јас сум во таа комисија, и тоа уште не сме го донели од тој крај. Трето читање на законот немаме направено за тутун, и тоа по одлука на владата се субвенционира тутунот со овие цени кои што ги кажав. Субвенционирањето по овие класи не е во интерес, е во интерес луѓето да земат повеќе пари, меѓутоа главната поента е да се производителите на некој начин стимулираат да произведуваат квалитет. Бидејќи пазар обара квалитет и квантитетот е присутен, меѓутоа квалитетот е приоритетен при реализација на оваа култура. Затоа имаме прва, втора и трета класа. Сега, ако ќе дојдат новите правила, ќе видиме која класа колку ќе преовладува во целокупниот материјал како рандман што ќе го имаме и веројатно ќе стане некоја измена и на тие стимулации нагоре или надолу. Во секој случај, ова е позитивна одлука која што владата на господинот Заев донесе во интерес да се одржи тоа производство, бидејќи атаката која што имаше Светската здравствена организација, ние Сојузот на здружение на тутунопроизводители преку нашиот меѓународен сојуз успеавме овој период да го пролонгираме уште за 5 години, така да овие 5 години ќе има интерес за ориенталните тутуни кои што сме и ние производители заедно со Турција, Бугарија и Грција. Да, тоа ми беше и следното прашање. Каде е напорите за интензивирање и развој на тутунопроизводството од една страна и препораките на Светската здравствена организација да се намалува производството на тутун? Дали тоа се однесува само на ориенталните типови? Кои се тие? Исклучиво за ориенталните тутуни се однесува. Меѓутоа, кажавме, добија задача преку овие конгреси што ги одржаваме, 5 години да направат упоредни испитувања, да видат, да не кажем буквално дека само тутун не се умира. Кои се препораките на Светската здравствена организација? Кој вид дозволуваат ли одреден тип на тутун да се произведува, одреден не? За сега нема препорака. Крупновиците тутуни и замена на ориенталските со соодветни култури кои што може да се произведуваат во одредено подрачје. Во делот на измените на законот за тутун, исто така е спомнато повеќе дека се уште се работи на измени, меѓу кои да нема од наредната година евидентни листови. Дали како здружение, како Сојуз на тутунари сте вклучени во креирањето на новите законски одредби, на новиот законски текст кој што треба да го покрива делот на вашето работење? И еве ова прво што го знаеме дека ги нема евидентните листови, колку е тоа добро, лошо, колку навистина, затоа што претходно па имаше ситуација кога се склучуваа двојни тројни договори, затоа нели беа воведени како правен лек евидентните листови, сега ќе ги нема. Колку тоа ќе внесе ред или конфузија во административниот дел на тутунопроизводството? Сојузо е вклучен во сите
опори на политиката во тутунопроизводството. Во таа комисија кој што го изготвува тој закон и измените се присутни и членови на Сојузот на тутунопроизводители. Во новите измени има предвидено 2-3, меѓутоа најевидентно е ова за евидентните листови. Од до година, ова година не дојде законот, поради одредни причини не се изгласа, меѓутоа новините ќе бидат ако се изгласат, последно читање не е направено, тутунопроизводителите ќе прават договори класично како што беше пред воведување на белите картони. Со фирмата директно ќе заклучува договор со која фирма сака, без да обезбедува евидентни листови од Министерството да прави губење време и пари. Само што треба да ја пријави парцелата на која што ќе произведува тутун. Министерството компјутерски ќе утврди дали НН производителот иста парцела ја пријавил 2 пати или некој друг иста парцела ја пријавува, така да автоматски преку Министерството тие парцели ќе се пришати и нормално тоа ќе има и одредени санкции. Така, кои други промени? Други промени има за времето на склучување на договорите. Например, до сега беше до 30 април, сега ќе биде до 10 април, сега ќе биде до 15 февруари. Се со цел на време да можат производители да почнат да склучуваат договори и да добијат семе за производство на тутун, што до сега не беше пракса. Например, има подрачје Струмичко, Радовишко, ние веќе во февруар, крајот на февруар и март, да не речем, ама околу 80% веќе расадот ние на нас сеен. А тие тек на крај на март ни дават семе, значи има еден расчекор во таа политика и се губи сортиментот, се губи чистотата и така натаму. Колку македонскиот тутунопроизводител е модерен во производството? Дали овие финансии кои што ги добиваат од една страна за родот што го произвеле, го инвестираат во набавка на машини, во набавка на апарати кои што може да им ја олеснат оваа дејност, која што секако бара прилично физички напор, и светските искуства какви се, дали е веќе појдено многу технолошки напред производството на тутун? Технолошката обработка на тутунот, ако го ја споредиме со одредени типови, има одредени захтеви и невозможности. Например, ако земем Вирджинијата, од расад до цигара, да речеме, може да се механизира 100%. Што тоа за тутунот не е случај ориенталскиот. И ориенталскиот тутун со време и со субвенции и со науката дојде до степен да е се механизирано. Уште бербата на тутун не е механизирана. Другото е се механизирано. Значи, одиме напред и во оваа сфера и се со цел да производството на тутун биде поевтино и поголем доход кој што ќе ни гарантира екзистенција. Така да, уште бербата на тутун кај ориенталците останува немеханизирана. Другото е све механизирано. Да, се почитува ли тоа во нашиот регион, во Македонија? Па, скоро секаде. Западна Македонија е поизразено, бидејќи се поголеми производители имаат и поголема механизација. Кај нас, да речеме, кажав 4,5-5 декари. Механизација за обработката на земјоделските површини е малку стагнира. Иначе за берба, за нижење, тоа веќе го имаме сите. Ајде да се вратиме на Струмица и Струмичкиот регион. Имаше опаѓање на производството на тутун. Каква е сега сликата? Па Струмичкиот регион на ланската година имавме помала количина, за оваа година рачунавме негде околу 10 до 20%. Меѓутоа, овој план го исполнивме, се откупи 2100 тона. 2100 тона, наш план беше 2000. Постигнавме солидна цена од 217 денара. Тутунот на сите тутунопроизводители е исплатен, со исклучок ексесот кој што стана со Струмица табак. Ако Струмица табак не кексираше, ќе имаме повисока цена, бидејќи тие во главном имаа договори за типот басмак, кој што типот басмак, само ја да ја спомниме, првата класа имаше 100 денара разлика од тип прилеп до басмак. И производителите мораат да ги носат во други фирми по договор и пак по залагање на Министерството за земјоделие, ама да ја дават по цена на прилеп. Значи, тука на некој начин луѓето беа разочарани и сега малку потешко прифаќаат и страни фирми и страни типови кои што не се тука вообичаено застапени.
Дали оваа годинешна реколта која што помина со прилично висока откупна цена, значи дека годинава ќе го очекуваме зголемен број на производители или на ист број на производители со зголемени површини? Дали се уште важи ограничувањето на површините кои што може еден земјоделец да ги засади? Нема ограничување, никош не е имало. Пред 10 година имаше, кога беше таа кампања на Светската здравствена организација, сега нема. Меѓутоа, зголемувањето на производството ќе е одраз на оваа година што го постигнам. Ја ако ви кажам податок дека баш имам запишано тука, ако 2016 година сме имале 16% прва класа. 2015 сме имале 16. Репер ми е земен од 14 години сме имале прва класа 1%. 15 година имаме 16%. Оваа година имаме фантастични 36% прва класа или 59% втора класа. Значи, негде околу 5% останува за трета класа или други. Значи, ова зборува дека или квалитетот, а не сумнимо тоа дека квалитетот беше одличен за берба 17-та и на некој начин трката за тутун придонесе да луѓето имат фантастични резултати. Сега, затоа пак викам, треба да бидат внимателни. Немој резултатите лански да ги излажат, па сите да прават кој кај стигне, па на крај да излези од ништо. Колку пари во буџетот на Македонија или воопшто тутунот, колку пари ќе донесе? Па знаејќи дека тутуно е извозна ориентирана култура и се извезува негде околу 96%, ние сметаме дека повеќе од 100 милиона евра треба да оствариме доход од извоз на тутун. Од култура која што многу малку захтева инвестиции. Значи увоз на репроматеријали во однос на контраизвоз од 100 и повеќе милиони евра. Така да е култура која што стварно за Република Македонија е интересна. Така. Рековте квалитетот беше добар оваа година. На што се должи тоа? Дали на знаењето на тутунопроизводителот како да создаде добар тутун или пак и климатските услови го дадоа своето? Па види се, дел на климатските услови се услов да добро се произведува. Меѓутоа, ако не е совладана технологијата на производство на тутун, џаба е за секоја култура. Прво се створи некој ред на семето. Значи имаме сертификувано семе, луѓето веќе не произведуваат или многу малку произведуваат од сопствено семе. Агротехниката беше малку позастапена, стручните лица од фирмите, бидејќи беа заинтересирани за тутун, беа тука и колку може му укажуваа на производители да операциите ги извршуваат поправилно за да добијат тоа што го добија. Што е со наводнувањето? Дали имаат доволно вода и хидромелиоративни системи со кои што може да се наводнуваат површините тутун? Тутуно е екстензивна култура. Како таква не му треба многу вода, меѓутоа во одредени фази треба да му се интервенира со вода и сега ова што го гледав баш на вашиот канал пред некој ден за еко наводнување, јас мислам дека кај тутунот ќе го добие правото место, затоа што тутун е култура која што не бара многу вода. Водата е живот за сите. И каква е ситуацијата сега и во тек е пријавувањето за евидентни листови? Имате ли информации колку тутунари од каде најмногу, кои точки во Струмичко остануваат број еден на топ производители на тутун? Подогражденскиот район од секој пат е тутун производители ќе биде. Нема некаде да е поизразено, да речеме да земе едно Костурин да го земам, како село кое што знаеше да произведува 350 тона тутун. Ова година има 63. Значи, има села кај што апсолутно се губи интересот. Едно преку намалување на производството, второ преку иселувањето, нема млади луѓе, нема луѓе кои што треба да произведуваат тутун. И на нас, Сдруженијата и на Сојузот, целта ни е таа да му кажеме на земјоделецот дека и од тутун може да се живее. Ки нема младите. Тој израз, секаде колку е ново село да го земиш е намалено, Сушица е намалено, Иловица е намалено, Штука е намалено, секи бром тише се ова. Меѓутоа сметам дека Струмица нема да падне испод 2500 тона. Иако за нив е нормално производство 3500 тона или максимално сме имале 5000 тона тутун. И за крај на овој разговор, како го гледате тутунопроизводството во Македонија и во регионот за еве 5 до 10 години?
Како да го гледам? Го гледам како култура која што е екстензивна, бара многу работа, не бара трошкови, меѓутоа обезбедува сигурна екзистенција. Од тутуна не се умира. Не си богат. Не е како другите култури, да речеме, еве да не ги разочарам, тие што произведат од дома, ти може да бидат и 30 денара, може да бидат и 3. Значи нема можност да планира никаква активност во неговото семејство, бидејќи нема договори. Не е гарантирано производство. Тутуно е гарантирана култура која што кажува. Ако во договор си договорил, да речеме 1000 кила тутун, по некои цени таму што ќе ти дадат, тебе нека е 200 денара некоја класа втора, значи 1000 кила по 200 денара имаш некој планиран приход кој што можеш да го ангажираш во своите развојни и домакински активности. Редовно во Бизнис Лаб донесуваме актуелности од светот на иновациите, технологијата, бизнисот. Hi, I'm Max and I'm a designer. Ни Рика е електричен велосипед со многу напредни карактеристики, како вградена скриена батерија, компатибилност со iOS и Android уредите, апликација што ги мери отчукувањата на срцето, радар за слепи точки, GPS навигатор, систем против кражба. Произведен е од јаглеродни влакна, што се за 33% полесни од алуминиумот, од кој што се произведени обичните велосипеди, и е 10 пати подсврст. Тежи само 35 килограми, но има мотор со мојкност од 500 вати. Рика достигнува брзина до 32 км на час и може да помине до 80 км со само едно полнење на батеријата. Она што е карактеристично за брендот е неговата компатибилност со iOS и Android системите. Штом корисникот се приближи до велосипедот, мобилниот телефон автоматски се конектира со велосипедот и го отклучува. Пренесува македонскиот портал Бизнис Инфо. Ни Река доаѓа содржач за мобилен телефон на управувачот, што овозможува полесно движење до саканата дестинација. Со вграден USB полнач, корисникот може да ги полни своите уреди за време на возењето. Безбедноста во сообраќајот е најважна за креаторите на овој проект, пишува Бизнис Инфо. Токму за таа намена, вградени се 2 ултразвучни радара на велосипедот за да се избегнат автомобили и пешаци. Доколку радарот забележи возило или пешак што се приближува на ризично растојание, екранот свети црвено и веднаш се активира алармот. Како неизоставен дел од електричниот велосипед е и системот против кражба во вид на уред што е програмиран да спречи неовластен пристап до него. Со користење на апликацијата, корисникот може веднаш да го лоцира и да го врати назад. Производот е достапен во 4 бои, но може и да се избира. Nyrika, the future is here. Let's ride along. Во многу земји од светот, плаќањето преку мобилен телефон е веќе секојдневие. Благодарение на Near Field Communications или NFC технологијата, мобилните телефони играат улога на електронски паричници. Една од придобивките на мобилното плаќање е безбедноста и тоа што корисникот не мора да помни користнички имиња или шифри. Повеќето денешни платформи за мобилна исплата се безконтактни, што значи дека плаќањето се врши со држење на телефонот до читач на картички за проверка. Телефонот потоа испраќа сигурносен сигнал што ги носи платежните информации и бара да се потврди купувањето, било со внесување код или со отпечаток, што значи дека нема потреба од физичка картичка. Глобалната статистика покажува дека приходите собрани од плаќање преку мобилен телефон изнесувале над 450 милиарди долари во 2015 година. Очекувањата се дека ќе надминат 1000 милиарди долари до 2019-та. Зголемената употреба на мобилни уреди како паметни телефони и таблети доведе до силен раст и на мобилната трговија на секаде низ светот. Можностите за купување со мобилни уреди се многубројни.
Во многу продавници во светот мобилните уреди може да се користат како начин на плаќање на сметката преку користење на NFC технологијата за скенирање дигитални паричници. Кои се предностите од плаќањето со мобилен телефон? За потрошувачите, плаќањето со мобилен телефон е многу посигурна, побрза и поедноставна опција од плаќање во кеш или со кредитна картичка. Секаде каде што има уред со вградена NFC технологија, плаќањето со мобилен телефон е возможно. Корисникот ќе треба само да го доближи својот телефон до уредот, односно пост терминалот и плаќањето е извршено, пишува македонскиот портал Бизнис Инфо. Со овој вид плаќање корисникот нема потреба да се грижи дека парите ќе му бидат украдени или дека нема да има доволно за да ги купи потребните работи. На европскиот пазар, како водечка компанија која што ќе придонесе за ефикасна и брза имплементација на мобилното плаќање е Mastercard. Благодарение на МДС, злоупотребата при губење на уредот на кој што се зачувани податоците за платежните картички е невозможна. Осем тоа, корисникот ќе биде ослободен од помнење и внесување на големи броеви од картичката и наместо тоа, МДС решението, кое што се базира на токенизација, овозможува неговата банка да издаде посебен 16-цифрен број чиј токен е приклучен со картичката и поврзан со уредот. Прашање на време е кога оваа технологија ќе биде достапна и кај нас, со оглед на тоа дека земјите од Централна и Источна Европа најмногу се отворени за иновации од банкарскиот сектор. Handsets today, that means that contactless payments will be rolling out with pace onto half the handsets in the country. Поштувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Бизнис Лаб. Гледајте ја утре репризата и секако во среда уште еднаш и до следното наше дружење, до следниот четврток до 20 часот, бидете во добро расположение.